Тоа што по повод Свети Кирил и Методи дури 5 градоначалници од опкружувањето на Осоговските планини го посетија вториот по големина Царев врв, е директен сигнал дека источниот регион е силно заинтересиран да ги стави во функција природните потенцијали на недопрената природа. Бројката од близу 1000 посетители кои дојдоа од Крива Паланка, Македонска Каменица, Кочани, Пробиштип, Виница, Штип, Скопје и други градови во државата, сама по себе зборува за пристапноста на планинските височини кои се нудат во повеќе планинско-туристички сфери. Затоа не случајно градоначалниците се јавуваат како организатори на овие врвови на Осоговието. На големиот словенски празник Свети Кирил и Методи бевме да го одбележиме тој празник и да одбележиме дека сите имаме заложба, значи од различни правци се качивме на Царев врв, за да покажеме дека сите сме за тоа да се овој центар направи еден регионален туристички и рекреативен центар. Очекуваме дека и тоа ќе биде еден дополнителен апел и до потенцијалните донатори и до владата на Република Македонија за да се издвојат средства и благодарение на тие, што реков, донатори и на нас, општините Крива Паланка, Пробиштип, Кратово, Кочани, Македонска Каменица и Виница, дека ќе успееме да направиме еден сосема нов, сосема современ, модерен центар на Царев врв. Првиот значаен исчекор за активирањето на непрегледаните планински предели е пробивањето и асфалтирањето патишта кои ќе овозможат брза и лесна комуникација. Потоа ќе следува електрификација, а за изградба на инфраструктура за зимски спортови ќе се бараат инвеститори од државата и од странство. Иако ефектуирањето на највисоките врвови на Осоговските планини изгледа далечна и тешко остварлива желба, сепак конкретните активности за релативно кусо време може да ги дадат посакуваните резултати.